Здраво фанови на Брен Тип. Луда ноќ во фудбалска Европа, гори вечерва на 6 стадиони и ми се чини дека завршува првиот дуел. Астон Вила го прогласуваме за полуфиналист во Лига Европа со 4-0 и во реваншот ја декласираше, Болоња. На другите дуели многу е жешко во Нотингем Форест води со 1-0 против Порто, доколку Порто израмни ќе има продолжетоци. Кај Бетис водеше 2-0 против Брага успеа да постигне 4 гола и со 2-4 моментално е пред полуфинале во Лига Европа. На дуелот помеѓу АЕК Атенс и Рајо е 3:1. Се вратија грците од негатива од 3 гола на 3-0, меѓутоа гол постигна Рајо Валекано и моментално со 4-3 е во предност пред полуфинале. Фиорентина против Кристал Палас, тука е работата завршена. Кристал Палас победи со 3-0 во првиот дуел, Фиорентина води со 2-1. Пред победа е меѓутоа вкупен збир 4-2 за Кристал Палас и Страсбур успеа двократно да ја надокнади негативата против Мајнц, изгуби во првиот дуел со 2-0, води со 4:0. На германците и треба 2 гола за продолжение. Пред сам крај сме. Брен Тип прашува за Трионда, фудбалска топка официјална на светското првенство во фудбал што ќе биде во Мексико, Америка и Канада, познатата Трионда топка официјална со која ќе се игра светското првенство, каде ќе падне последен гол вечерва на овие 6 дуели. Значи, Астон Вила, Болоња веќе е завршена, значи остануваат 5 мечеви. Нотингем Форест, Порто се игра уште, Бетис, Брага се игра уште, АЕК, Рајо Валекано се игра уште, Фиорентина, Кристал Палас исто така не е завршен мечот и Страсбур, Мајнц исто така не е завршен мечот. Ние, Брен Тип чека да паднат голови кај Порто и кај Мајнц и ќе има одлична позиција за добивка. Ќе видиме дали тоа ќе ни се оствари. 90-та минута е во Нотингем Форест, двократниот европски шампион од 70-те години, го паметиме, влегува најверојатно во полуфинале, доколку вака остане, доколку Порто постигне гол, ќе се оди во продолженија. Тој меч има шанси за продолженија, а исто така и во Атина, АЕК и Рајо, доколку АЕК постигне гол, ќе се оди исто така во продолженија. Другите дуели се кажи речи скоро сигурни. Кристал Палас поминува Страсбур, реков на Мајнц 2 гола му требаат. Астон Вила е веќе завршена и на Бетис исто така му требаат 2 гола за продолжетоци, затоа што губи со 4-2. Знаете, Бетис играше лани финале во Лига Конференција, меѓутоа оваа година немаат среќа за ново полуфинале. А ова што го гледате на мене, мислам дека ви е познато, ова е дрес на Манчестер Юнајтед, на кој што сум фан, и да ви кажам уште сега дека до година Манчестер Юнајтед ќе биде освојувач на Лига на шампиони. Знаете каков меч одиграа Бајер и Реал Мадрид, бар со 4-3 успеа да го совлада Реал и во реваншот и отиде во полуфинале на мегдан на Пари Сен Жермен, кој има шанси да ја брани титулата своена лани, а Арсенал и Атлетико Мадрид ќе вкрстат во второто полуфинале. Тоа е сега за сега. Да видиме како се одвиваат евентуално другите мечеви, дали има овакво
шанса да видиме некој друг дуел што се игра уште. АЕК Рајо, 5-та минута продолжетоци, АЕК Рајо е 3:1. Да видиме уште еден меч заврши дуелот во Страсбург, помеѓу Страсбург и Мајнц. Страсбург е полуфиналист во Лига Конференција Европа. Значи уште на 4 дуели се играат мечеви од кои на 2 има шанси. Каква шанса имаше сега Рајо Валекано, погоди статива, еден фудбалер на Рајо, но и овој резултат го води Рајо во полуфиналето. Брзаат, АЕК имаат напад, меѓутоа ништо, земена е топката, еве сега варници таму на теренот, пукаат живците нормално. Голем влогот, полуфинале во Европската Лига Конференција. Ајде да видиме што ќе се случи. АЕК треба да изведе слободен удар, оди голманот на АЕК пред голот. Со петни жили заслужи АЕК, одигра извонредно, постигна 3 гола, ја врати негативата, меѓутоа Рајо успеа да постигне гол. И да видиме дали тој гол ќе му биде доволен за пролаз. Одлично нафрлена топка во 16-тникот, вратена малку наназад. Сега повторно уфрлена во 16-тникот, опасно е, расчистуваат одбранбените фудбалери на Рајо. Аут е за АЕК, секој момент се очекува судијата да означи крај и да почне славието на шпанците. Готово е, Рајо Валекано успеа, издржа, постигна гол и тој гол го носи во полуфинале на Лига Конференција. Значи немаме гол, тука Астон Вила заврши, Нотингем Форест се игра последните моменти. Да видиме што се случува во Фиренца на дуелот помеѓу Фиорентина и Кристал Палас. 2:1 е за Фиорентина, 4 минути продолжетоци има. Се игра првата минута од продолжетокот, да видиме дали таму ќе има гол. Се враќаме таму кај што е најинтересно, Нотингем Форест Порто, да видиме дали Порто може до продолжетоци или ќе биде елиминиран од Нотингем Форест. Одличен учинок на англиските екипи. Арсенал игра полуфинале во Лига Шампиони. Астон Вила обезбеди полуфинале во Лига Европа и најверојатно и Нотингем Форест, доколку остане вака, ќе биде полуфиналист во Лига Европа. Нафрлаат таму фудбалерите на Нотингем Форест, ја задржуваат топката, вратена наназад малце, не ни текнува да одат према голот, гледаат само времето да помине, веќе поминаа 5 минути, секој момент се очекува да се означи крај, доколку нигде не падне голот кога се најавивме со наградната игра, фудбалот ќе остане за некоја друга наградна игра. Ајде да видиме уште колку останува. Веќе почна песна, таа позната песна на англиските навивачи, ја слушате, го слават веќе полуфиналето на Нотингем Форест во Лига Европа. Брага исто така обезбеди полуфинале и најверојатно и претходно тоа истото го направи и Шахтјор. Готово е, Нотингем Форест е полуфиналист. Честитки, Порто елиминиран. Навистина гледавме извонреден меч. Да видиме само каде уште се игра. Сите мечи се завршени, се игра уште Бетис, Спортинг, Брага 2:4 и Фиорентина Кристал Палас е 2:1.
Одиме да видиме дали таму може да падне гол до самиот крај. Еве и Бетис заврши 2-4, значи Брага ја промовираме како полуфиналист во Лига Европа. Португалците успеа. Значи, 3 екипи од Англија, рековме, Арсенал во Лига Шампиони, Кристал Палас исто така најверојатно ќе помине во Лига Конференција Европа во полуфинале и Нотингем Форест во Лига Европа. Од 4 екипи 2 се од Англија во Лига Европа, Астон Вила и Нотингем Форест. Ајде да видиме, се враќаме на дуелот во Фиренца, за евентуално да проследиме. Четврта минута се игра и тука нема гол, многу ни е жал, најверојатно фудбалот ќе остане за некоја друга прилика. Готово и на дуелот помеѓу Фиорентина, познати се сите 8 патници, Шахтјор и од првите дуели и Фрајбург. Мечевите што беа од 18 часот и 45 минути, Астон Вила, Нотингем Форест, Спортинг Брага, тоа е во Лига Европа, во Лига Конференција, Рајо Валекано, Кристал Палас, Страсбур, францускиот, исто така помина после победата од 4-0 против Мајнц. Толку се гледаме во некоја следна прилика. Јас ќе ве поздравам најдобро, Брентип, и се гледаме. И запамтете, Манчестер Юнајтед се шампиони 2027 година во Лига Шампиони, ви кажувам уште сега. Ајде, поздрав и се најубава вечер. Бај, поздрав.